жетвар, зиме колар. Скини од кошулата за крапигачите. Веле! Веле, синко! Го нема. Па се пикнал во некој чош со книгата в раце. Греф ми е да му кинам од то листовите за да виткам тутун. Веле! Еј, Веле, бе! А бре, да не заспа на то овцината! Веле! Да не ти треба никој алат од клетот, тате? Не ми треба, сине. Дојди вам. Седи. Мал си. Ама, како голем. Веле, на мајка ти стоина и се стега срцето. Затоа јас ќе ти кажам. Кревкото раменце на тато. Бедан и пустошен искуќава, синко. А се отепавме од работа. А среќата никако да тропне на нашата порта. Добро е, тате. Има леп јурда, а за друго... Не сака само леп јурда, синко. Слушај сега. Тато нешто ќе ти каже. Те главив за козарче, сине. Ќе ги пасиш козите од агата во село Јакреново. А школијата, тате? Ке видат ме нема, ке ме отпишат. Друго чаре нема, сине. Некој друго дете. Од поимотните ќе седне на твоето место во клупата. Има ли солза? Ја голтнав, тате. Арно, ке трчам по тој ги кози. Година или две. Подолго, Веле. Подолго. Немој да ми се лутиш и немој да ме мразиш. Утре, в Мугри, те водам во Јакреново. Надница да фатиш таму. Да ни помогнеш и нас дома. Ајде. Арсланче на тато. Ајде, оди. Баси ми ти стопаницата, баси ми ти. Време чумосано. Веле Марков е роден на 12 февруари 1870 година во Селце, Крушевско, во семејството на Марко и Стојна Јадреви. Како 10 годишно дете, туку што описменето, било испратено да варди стадо кози и да испреќа заработени грошеви на своите најблиски. Некогашното дете израснало во строен млад човек, незадоволен од судбината и во потрага по поарно свое утре. Само чекал погоден миг да се збогува од козарскиот стап, од змиите в треви и од змискиот касеј на својот живот, предодреден за сиромашен помин. Си поранил, дојчин. Уште не се созреали калапите со сирење. Кој си ти? Имаш ли умбре што се прикрадуваш вака, а? Како не те парчу се песот Гарго. Мирен, Гарго! Фала ти, Боже, да видам и јас човек. Еве, накрени. Козиото млеко ти е понадица здравје. Фала ти, баш ке ме накрене. Сакам малку и од козиото сирење да купам. И неколку сомуни леп. Ако се тврди голема тајфа сме ние, знаеш, ќе си платиме се. Каде ти се кардашите, а? И на каде одите, Влашко или подалеку? Поблиску, Бугарија. Ама ич не е блиску прибидејќи пеш одиме. За 7 дена и 7 ноќи ќе стигнеме некако со плускавици на нозете. Со мевот по лебот, а? Ке ви се придружам и јас, ако ме примате.
преку нос ми од брбушки. Се викам Веле. Од некој предок, Велко. Јас сум Веле Марков. Ајде, брате, веле. Само земи од храната и одиме. Да, да. Не. Ке го штеда магата, што ми исцеди душата. Најдо чергата. Денес е оправдан одсутен. Го пратив да однесе долап ке едни муштери. Но не и се. Како сте идни мои социјалисти? Фативте ука од кажаното? А нешто нејасно? Никола од Каревци? Мене ме топли секој збор, газда Василе. Само морам да те предупредам што се шушка по другите дуќани. Велат, оној опасен Главинов ги труе наивните селанчиња. Трици да јадат. Таков ми е речникот. Долго самував планина. Идеја. Добро. Но што натаму, Василе? Кроце по кроце. Се што е ново ги плаши луѓето. Демек да не биде полошо од претходното, с крај е било. Нашите социјалистички идеи веќе длабоко се шират низ Европа. Ние да речеме сме предодредени да бидеме апостоли. Ние треба да му го просветлиме умот на македонскиот народ. Треба да му го придобиеме срцето за нови, свежи социјалистички идеи. Ама идејата не е пченка и да се сади на секаде. Не е ли така? Треба да се подготви почвата. Или ме разбирате? За останата е Македонија. Волови и рало. Феудализам. Имено. Таму вековно тоа им е вкоренето. На ведната глава сабија не ја сече. Јок и стопати не. Јас и моите револуционери велиме вака. На ведната глава небо не ќе види. Да бидеме потивки. Чичко Васил, ке ни дадеш нови книги за читање? Треба прво да ги донесам. А за читање, кога ќе се стемни. Нели ние сме тајно братство, така? Како црв да лазиш по земја, бре, ѓаур. Многу сила не е нарно. Ако си човек, ке сватиш. Многу лаеш, веле дограмаджио. И кој ти купува дограмата? Никој. Твоите немаат пари. А ние муслиманите лебами кај нашите муслимани си пазариме. Така да знаеш, стоко. Ти смрди с диво, Тамзо. А и тоа што го кажам. Во 1900 година, Веле Марков се вратил прво во родното селце, а потоа отворил свој дограмаджиски дуќан во Крушево, во местноста Ќумкот. Меѓутоа, поради општата сиромаштија на населението, немал доволно работа, та патувал и ги продавал своите производи и по околните села. Често придружуван од својот другар и идеен истомисленик Никола Карев, Веле имал можност на теренот да ја согледа сета беда и безнадежност на поробените македонци. Но и покрај убедливите беседи за полезноста на социјализмот, тешко се кршел мразот на недоверба. Каснете, бе, каснете, бре, градски луѓе, каснете, не јадете се. Крвца да ви се стори. Чекај малце, чекај, да ви турам и винце. Сега ќе декшавате, малце е киселко. Убавото грозие оди за кај чалмите. Повели, на здравје да ви е. Хајде на здравје. Добре дојдовте. Внучко Веле, оние изработки нешто ги правиш. Младивет, многу ги бендисува. А раката на срце и јас. Многу ги бендисувам. Сега нема да земам многу, ќе земам нешто така ситно, ама за пари. Може и да ме подпричекаш малце, а? Бива? Пива с рикоата нас. Така да си здрав и жив. Никола, продолжи каде што застанавме. Пролетаријат, стрико, тоа ти се луѓе кои немаат ништо. Голи, боси и гладни. А интернационално, тоа е нешто што е исто такво во повеќе држави. Разбираш?
Тие онеправдани луѓе наскоро ќе замавнат со својата тупаница. Со револуција, која треба внимателно да се подготви. Разбираш? Да, разбирам, да. Абе, слушај, куме, да ти кажам. Ти наши веселани не ги познаваш. Ко вие зборувате, од едното уво му влегува, од другото му излегува. И ве слуша доека сте тука вие. Кога ќе си замирите, знаете што зборуваат за вас зад грб? Дека сте ништоверци, кривоверци, кривоклетници. Не лажам, внучко, жими овај крс. Не лажам. Али, ќе ви кажи стрикоата нас само два збора. То што зборуваш социјалисти, глисти, ова, она, то ништо не врви. Времето сега му е, знај зошто, внучко? Пушка. Пушка, малихерка, врака. Врака пушката да кинисаш по свадбари, да собери свадбари, да добијаме слобода. Вие двајца. Да и јас, ако сум стар, и уште тројца, четворица, 5 мина, сите да се собериме и да се соединиме со четата на Гоцета Делчев. Мене, внучко Веле, така ми се чува. Добро ти се чумот, Срико. Никола? Ако се согласи Русински, да стапиме во редовите на ТМОР. Каснете, луѓе. Одмори ја секирата и разчепкај ги ушите, Гроздане Ѓоргиев. Што нава му веле војвода? Ние сме мирно село. Фала му на Господа што си наш закрилник. За речија зулум и уплав си за османлиите. Имам задача за тебе. Стојан Толев, Чаде. Твојот соселанец. Чаде му е прекар, ама прекарот ќе да накриво му Чади. Влече на кај турска страна. Подкажал неколку ваши јатаци, слушам. А вие како што гледам, дојдени сте да му земете мерка, а? Лопата и црна земја. Треба да одговара пред Народен суд. Утре са бајле. Цело село да се соберете на Мегдан. Сеир да гледате. А Чаде, врзан како пес. Ти, Гроздане, ќе одиш од порта до порта и ќе го повикаш секој домаќин или недомаќин. Разбра? Денес не можам. Да оставиме за утре. Не стасувам жими куќна до кандила. Ако? И утре не е доцна за правда. Момчиња, помогнете му да го натовари коњот, ајде. А ти, Гроздане Ѓоргиев, се право да одиш. А разбра?
Ајде. Шо име, море, вампир? Намириса тази ракија? Бујрум на едно чавче. Оди, бегај, скрий се. Спасувај жива глава. Зошто да бегам, бе, акмак? Јас имам мојкни заштитници. Не со каскет, ами со фес. Ајде мавни една брлива. Веле Марков, со својата дружина, сакаат да те бесат насред село или Куршумфтил. А мене не ми е далеку да претрчам до Ново село. На моја достава Јону Сага ке го викнет мудурот од Прибилци, ете стапица за велета. Павле, запомни, пренеси. Гадот ни треба жив. Ти, Ѓорѓи, ако мораш да стрелаш, погоди го в нога. Ти, Воѓанче, оди да ги собереш селаните. Оти оној Гроздан си го чува газот. Па дојде и не канети гости. Значи во Ракитница имало повеќе од еден кодош. Одиме! Изедов лајнаш, изедов сега. Мустафа, тепај се што мрда! Невзат и ти со него! Стегај обарчот во буре да ги начукаме! Ани, пукај! Бел бајрак да видам џаури! 500 души аскериде! Ако знаете да броите! Мустафа, пукај! Прв да излезе Веле капитан! Со гранати раце! Црвен е нашиот бајрак! И дојди да го земеш! Со куршум да те почестиме! Не! Мојата кама ќе го стече. Ако не давате слобода, со смрт ќе правиме трампа.